Да се подсетиме, почна во 11 октомвриската ноќ од 1941 година во Прилеп. Туку што формираниот партизански одред по однапред прецизно утврдениот план за дејствување се распореди во неколку групи и тргна во неговата прва борбена акција. Целта напад на участокот на бугарската полиција во Прилеп. Групата за непосредниот удар ја сочинуваја неколку партизани, сите комунисти, студенти и работници, цвет на генерацијата која туку што стапуваше на политичката сцена. Дејствуваја тимски, само еден од нив, Душко Наумовски, смело се приближи до униформираниот и вооружен полицаец на царството Бугарија. Ја стави растреперената десна рака во џебот на левата пазува и брзо ја извлече. Во миг го сретна погледот на непријателот. Десниот показалец само го мрдна. Еднаш, во тој историски миг, чвакна само мала светлива искра, проследена со тресок што одвај да се слушна подалеку. Меѓутоа, таа мала искра, тој единствен истрел одекна како страшна експлозија, како вулканска ерупција со невидена разорна сила. Во сите градови и села на поробена Македонија се раскажуваше, се анализираше, се преувеличуваше, се минимизираше, ама не можеше да се сокрие. Се валкаше, се лажеше, ама бесот како израз на страв на окупаторот можеше само да ги преполни затворите. Целото царство Бугарија се затресе, потоа падна, се сруши, со силата и солзите на собрани со векови, сегашните партиско-политички вреднувања се исполнети со тешки критики спрема тогашните херои и протагонисти. 11 октомвриската ноќ во 41 година е нераскинливо поврзана со слободата, со копнежот, со вистината, со правдата. Во таков контекст, почетокот на востанието ќе остане вечна тема. Најпрвен во меморијата на луѓето, како дело на духовно богатство, на успесите и предизвиците. Науката, посебно историографијата, веќе го кажа својот суд. Останува уметноста тоа да го користи и развива како инспирација за вдахновени уметнички дела. Било најтешко, излегле и го направиле тоа што треба да се направи. Сега станува од тешко потешко и ние треба да знаеме што треба да се направи. Борбата продолжува.